Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Ја посветуваме и зборуваме за високиот крвен притисок или хипертензија, која што е тивок ризик за здравјето. Која е улогата и важноста на матичните лекари, кои што имаат централно место во раното откривање, дијагнозата и следењето на пациентите со висок притисок, за да се намалат, односно да се намали ризикот од сериозните кардиоваскуларни заболувања и другите ризици по здравјето на пациентите. На оваа тема утрово разговараме со доктор Веле Тодоровски, доктор по општа медицина од приватната здравствена установа доктор Сара Медикал Центар. Добро утро, доктор Веле, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро ве најдов вас и добро утро на сите гледачи на оваа емисија. Висок крвен притисок, актуелна тема секогаш, често, односно меѓу најчестите хронични болести или заболувања или состојби кои што се присутни кај пациентите. Го гледате ли тоа секојдневно во вашата пракса во матичната амбуланта? Скоро да нема ден да не се пожали пациент на висок крвен притисок, бидејќи хипертензијата, како што кажавте, е тивок убиец во денешницата. Значи, тоа е една секојдневна работа со која што се соочуваат матичните лекари и која што ја третираат. Така. Ќе погледнеме реклами, па продолжуваме со разговорот, а во исто време ве поканувам, почитувани гледачи, да се јавите, да поставите прашање и да добиете совети и препорака од доктор Веле Тодоровски, кој што утрово ни е во Фактор здравје. Земете на тој начин учество во емисијата и слободно консултирајте се за сето она што ви е дилема, можеби и во терапијата која што ја примате или пак чувствувате некакви симптоми, а не сте помислиле дека можеби треба да посетите лекар. Со доктор Веле Тодоровски, доктор по општа медицина од приватната здравствена установа доктор Сара Медикал Центар, зборуваме за високиот крвен притисок или хипертензија и ризиците кои што ги носи по здравјето доколку рано навреме не се открие и доколку соодветно не се третира и контролира. Што е по дефиниција, доктор Веле, хипертензијата или високиот крвен притисок? Кога би ја дефинирале артериската хипертензија, односно високиот крвен притисок, тоа е едно перзистентно покачување на артерискиот крвен притисок над 140 мм живен столб за систолен и над 90 мм живен столб за диастолниот крвен притисок. Значи, артериската хипертензија спаѓа во тие модифицирачки ризик фактори, кои што, доколку не се третира, понатака ќе доведе до низа на кардиоваскуларни заболувања, ризик од мозочен удар, оштетување на видот, хронична бубрежна болест и низа на други заболувања кои што се нели последица на нетретираната артериска хипертензија. Затоа, како што кажате во почетокот, тоа е тивок убиец. Најчесто е асимптоматска, односно пациентите живеат со нејза, а без да ја почувствуваат нели премногу телесно физички. А ги оштетува органите во меѓувреме, ако тоа долго време трае, така и да не се преземе ништо. Зошто велат дека е меѓу најчестите или најчестата хронична состојба? Навистина е толку голем и чест проблемот? Според Светската здравствена организација, во 2024 година 1,4 милиарди луѓе биле токму заболени од артериска хипертензија, од кои што 630 милиони не ни знаеле дека ја имаат, а 600 милиони се лекувале, од кои што 320 милиони успешно ја третирале. Така да ќе кажеме дека стапката на смртност од кардиоваскуларни заболувања во светот е навистина голема. Од 2025 некаде од прилика од 18 до 21 милион луѓе починале од кардиоваскуларни заболувања. Додека во Македонија повторно прва причина за смртност се болестите на циркулаторниот систем. Само ланската година починале 7400 луѓе. Да. Дали е само болест или состојба на повозрасната популација? Па би рекле дека веќе таа старосна граница се брише. Се помлади луѓе заболуваат од артериска хипертензија, токму поради низа на настани, дали е тоа динамичното живење, дали е тоа седентарен начин на живот, несоодветна исхрана, прекумерен внес на сол, пушењето на тутун, конзумацијата на алкохол, сето тоа кое ќе се стави на вага ќе доведе до артериска хипертензија како една состојба од која што не може да се избегне токму поради таквиот начин на живење. Со односот мажи и жени, каква е застапеноста? Така, таа полова дистрибуција до 50-та година артериската хипертензија почеста кај машкиот пол. Веќе над 50-та година кога ќе падне
естрогенот кај жените, односно кога ќе се во период на менопауза, почесто е ова здравствена состојба, односно проблем, болест кај жените. Да. И кај оние кои што од секогаш имале низок крвен притисок, постои можност веќе во тој период да се покачи или да стане висок? Доста се чести примерите во амбуланта кога пациентките, особено женската популација, ќе кажат во текот на животот имале низок притисок, но токму овој, да речеме, ова трансформација во телото, не само хормонална, туку целокупниот организам се менува, да кажеме дека веќе и жените довеживуваат нагла хипертензија и тоа навистина им влијае на функционалноста на секојдневното живење. Така, и затоа вела дека малку повнимателни треба да бидат веќе по периодот на менопауза и да се грижат малку повеќе за кардиоваскуларното здравје. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Одека е ваша гледачка, нон-стоп ве гледа. Ви благодариме. Поздрав за вас, Билјана. Поздрав за докторот. Така, да, повелете и со прашањето. Имам голема благодарност за доктор Веле. Ние сме цела фамилија кај него. Матичен лекар ни е. Така. Многу поздрав, благодарност до него. Сакавте само да упатите поздрав. Дали имате конкретно прашање нешто или пак си одите редовно во ординацијата? Да. Дека е прекрасно дете. Да, ви благодариме за јавувањето. Гледајте не до самиот крај, продолжете и понатаму да бидете наша редовна гледачка, како што и всушност споменавте. Се придржуваат ли пациентите, оние кои што се ваши матични пациенти, еве и цели семејства, така, до оние препораки кои што ги давате до нив? Многу е важно, што викам јас, личната дисциплина на пациентите. Надвор од амбулантата лекарот нема влијание врз неговиот начин на живот. Советите, препораките се во амбулантата, но тие важат и надвор од нејза. Ако пациентот е редовен во однос на терапијата, односно има висока адхерентност на терапија, ја зима во соодветно време, во соодветна доза, на соодветен начин, ако се води по тие препораки за начин на живење, нели 150 минути, како што кажувам јас, физичка активност минимум, значи да се направи еден режим на исхрана што подразбира внес на здрави масти, да се внимава во поглед на конзумацијата на алкохол, пушењето на цигари, значи целиот животен стил влијае. И кога ќе имаш такви пациенти, многу ми е баш драго кога ќе се јават вака ќе ја поздрават, тоа е уште една потврда дека ја работиме работата секојдневно за пациентите, и тоа е неголемата награда. Како што треба, најдобро, да. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторот, едно прашање да ве прашам. Секогаш ми варира притисокот, иначе немам многу голем притисок, 140, некогаш и 120 со 80. Него ме интересира зошто ми варира притисокот и пошто доаѓа до стотка. Често се случува тоа? Трае подолго време? Па речи си секогаш. На која возраст е пациентката, на која возраст е? Колку години имате? Имам 6. Так. Добро. Так. Сега некогаш ни се потребни, ви благодариме за јавувањето и повеќе податоци и информации, ма колку што јас сватив и висок, па повторно се симнува некако достатно. Така. Треба да се направи нели детална анамнеза, како што велиме ние, медицинска историја, да се види кои се коморбидитетите, да се види дали пациентката прима терапија, не каже дали прима терапија, или дали некогаш воопшто примала терапија за висок крвен притисок. Тоа е исто многу важно, спомна 60 години, така да тука би спомнале менопаузата, но исто така дали има диабет, дали има покачени масноти, каков е начинот на живење, повторно ќе спомнам, дали се не со премногу сол во исхраната. И затоа е убаво пациентот да дојде, матичниот лекар да му измери притисок, откако ќе го измери притисокот, доколку нели се диагностицира за почеток покачен крвен притисок, да се процени кардиоваскуларниот ризик, односно да се види дали е пушач, дали има диабетес, колку долго пуши, мислам од женски, машки пол,
возраста, сето тоа го предвидува тој кардиоваскуларен ризик преку тој скор 2, значи се предвидува ризикот од фатални и нефатални кардиоваскуларни настани во наредните 10 години. И баш да се види во која група на кардиоваскуларен ризик спаѓа пациентката. Значи пред се нека појде да си го мери притисокот барем наутро и навечер 7 дена и да појде со тој дневник кај матичниот лекар па да се види зошто и во кој период од денот најчесто се покачува притисокот. Или пак се симнува. Се симнува, да. Дали зема терапија, тоа е многу важно. Да. Основните лабораториски исследувања кои што матичниот лекар ги прави, основните испитувања, а проценката ја правите вие така врз основа на она што ќе го процените како ризик, дали веќе се оди на следното ниво, односно кај специјалисти доктори? Особено од лабораториските анализи липидниот профил да се види така, вкупен холестерол, триглицериди, особено да се направи дистинкција помеѓу добар и лош холестерол. Лошиот холестерол и влегува во параметрите на тој скоринг за кардиоваскуларен ризик, така да многу е, да кажеме, индивидуализиран пристапот во третманот на хипертензија кај секој пациент. Да. Така да доста е важно да се види пациентот очи во очи со матичниот лекар. Да. Споменавте покачен крвен притисок и висок крвен притисок, има разлика тука. Така. Едното е мирлива категорија. Значи може да биде покачен, но да не перзистира долго време, да биде во границите меѓу 120 и 139 мм живен столб. Значи или да биде 80 до 89, тоа е од 24 година од Европското здружение на кардиолози терминот воведен, така да и се претендира, значи да не се почнува веднаш со терапија ако не е над 140 и не е над 90. Се дава можност на промена на животниот стил, токму како што реков преку тие модифицирачки ризик фактори. Значи, седентарен начин на живот, пушење, начин на исхрана, значи се што може да се промени, велиме се модифицира, се менува. Не модифицирачки се како што кажавме, возраста, полот, генетската предиспозиција. Некои луѓе мора да се нагласи имаат и генетска предиспозиција, односно имаат во генетиката нивна склоност да имаат повисок, односно да имаат висок крвен притисок. Така, добро е да ги знаеме и тие ризик фактори, бидејќи тие се основата во превенцијата и во добрата контрола. Секако. Да. Повторно имаме гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Се јавувам за притисокот ми е моментално 118 со 88, а пулсот ми е 150. И нон-стоп ми варира притисокот, савајле ми беше 158, с ношти ми беше 210. Јас инаку сум и диабетичар и пијам таблети за се, имам и тироидната страдам и Редовно правите ли контроли, примате ли терапија за високиот крвен притисок? Терапија за крвен притисок, за диабет, за масти, за срцето сум праена операција за и многу работи, ама сега во последно време многу почна пак да ми варира притисокот и висок, и наеднаш ќе ми дојде за 2 сати од 210 се напив таблета Валсикор и ми дојде на 100 со 90, а пулсот па 148. И нон-стоп ми варира и да, ви благодариме за јавувањето и ве слушнете го советот и препораката од доктор Веле. Зошто волкави разлики, доктор Веле? Станува збор за пациентка со многу коморбидитети, од тоа што го изнесе придружни други заболувања. Така, придружни други заболувања, диабетес, спомна дека имала и низа на кардиолошки интервенции, така да дали ја зема терапијата соодветно и мерењето на притисок е секад кога ќе станеме наутро. Ајде сега, кажете ни како точно да се мери и кога, во кое време, пред што, после што? Вака, сега мерењето на крвниот притисок е важен инструмент за диагностика, следење и третманот на артериската хипертензија. Кој ќе кажеме мерење на крвен притисок, подразбираме мерење наутро, на гладно, предземена терапија, значи непосредно после будење, 5 до 10 минути, да се расониме
и ќе си го измериме притисокот пред да земеме терапијата, пред да доручкуваме, за да видиме која е вредноста на притисокот пред да се земе терапијата. Значи, како што кажав, да биде пациентот седнат со подпрен грб, значи да биде ставена манжетната на ниво на срце, нели соодветен обем колку што ни е на надлактицата, и се мери, значи без да се конзумира претходно кофеин, пред да се пуши тутун или пак да се јаде особено солената храна. Значи многу е важно како го мериме притисокот. Тие дигитални апарати што се користат нели во секојдневието го кажуваат притисокот и пулсот, и пациентите многу често чувствуваат нели страв кој ќе ги видат вредностите. Значи дали е терапијата, дали се оди на редовни контроли, дали се менува терапијата, не може ние доживотно да имаме една терапија. Секоја терапија се менува, така да пациентката може да... И дозите некогаш и самиот лек, така ќе се дозите, замени. дали ќе биде единечна, двојна, тројна терапија, тоа одлучува матичниот лекар, понатака интернистот или кардиологот, се менува, особено диабетичар. Кај диабетичарот притисокот не треба да биде треба да биде некаде околу 130 и не треба да биде, да речеме, под 130 и не треба да биде под 80. Значи си има некои вредности кои што треба да се запазат. Особено кај диабетичарите, каде што имаме и висок ризик да се развие хронична бубрежна болест, диабетесот во рака со високиот крвен притисок, со артериската хипертензија. Нека се појде на контрола, чисто да се промени терапијата. Можеби терапијата да веќе пациентката да е отпорна на таа терапија. 210 висок притисок е навистина екстремно. Тоа веќе е хипертензивна криза, веќе е ургентност. Сакам да кажам хипертензивна ургентност, така да пациентката во тој случај треба да се јави веднаш на лекар. Со тој притисок може да се настанат низа на несакани настани, особено срцето е тука, може да настане мозочен удар, може да настане слепило, тука се и очите, тие, да кажам, витални органи кои што се навистина на удар на високиот крвен притисок. Да. Споминавте и слушнавме како се мери наутро притисокот. Така. Само на едната рака или треба и на другата да мериме? Така, значи вака сега може... Или тоа е најчесто во амбуланта кога се оди, па така и дополнително. Иницијално јас, например, во амбуланта мирам на двете раци и земам просек. Но знаеме дека во амбуланта притисокот знае да биде некогаш и повисок, поради таа хипертензија на Белмантел, која што не е многу честа, иако пациентите знаат да кажат јас имам висок крвен притисок од Белмантел, но не е тоа во висок процент, 30% од пациентите ја имаат. Значи, кај нас се мери на двете раце, се зема просек и се одредува понатака, нели, понатамошниот третман. Дома може да се мерат на едната рака, да мерат после 2 минути уште еднаш, значи и од тие 2 мерења матичниот лекар ќе направи просек. Важно е навечер да мерат. Да. Кога е навечер мерењето на доволно е наутро и навечер да се мери? Доволно. Значи доволно е наутро и навечер. Да не се во текот на целиот ден постојано со апаратот за мерење притисок, бидејќи тоа и дополнителна и забуна ќе ви направи и страв. Некој си го носи со нив апаратот и во ташна, сакам да кажам, постојано како алатка од страв. На некој начин и самиот страв го покачува притисокот, тој симпатичен нервен систем го крева притисокот, самата помисла дека треба да го измерат притисокот, вредностите, значи ќе го мерат наутро и навечер. И тоа е, мислам, доволно и исто така и навечер ќе го мерат пред да земат терапијата. И повторно препораките да не се внесува течност и храна. Половина час да нема физичка активност и да не се внесува кофеин и никотин, односно да не се пуши тутун и да не се конзумира алкохол. Тие некои тригери може да го покажат крвниот притисок, затоа е убаво да се следи 7 дена притисокот и со тој дневник да се појде кај матичниот лекар да се види, значи кога тој највеќе се покачува, дали е покачен наутро или навечер, за да се направи модификација на терапијата. Ако е неуспешна нели таа интервенција, се упатува пациентот на секундарно или терцијерно ниво, каде што и дополнителни исследувања ќе се направат. Во поглед на симптомите и симптоматологијата, неспецифични се, на што најмногу се жалат кога веќе ќе дојдат во ординација и ќе се пожалат на одреден симптом, дали по предпоставка дека можеби се покачил, дека можеби е висок или пак го измериле па им ги покажал тие вредности. Неспецифични симптоми од типот на вртоглавица, главоболка, некои пациенти јавуваат градна болка, стегање во гради, срцеви прескокнувања, кај некои пациенти доколку е нели премногу висок може да направи и крварење од носот, може да имаме крварење во очите, црвенило, една хиперемија, така да широк спектар на симптоми, затоа викам
етивок убиец. Многу често ја симптоматски се носи пациентот, значи не чувствува симптоми и кога ќе дојде во амбуланта ќе измериме притисок, да кажам над 180 или над 100-120, што навистина веќе бара нели итна терапија и интервенција од наша страна. Така да многу се симптомите широки и доста се неспецифични. Не мора да се само нели стрикно врзани со артериската хипертензија. Главоболката? Да, во Овде тилната позади регија, во тилната или пак регија, може да биде во дали челна еден регија. од кои што ни укажал симптом дека може би нешто не е во ред со притисокот? Може да кажеме дека е така и доста често има мачнина, ќе кажат ми се слоши, чувствуваат мачнина, гадење, повраќање. Значи тие се меѓу најчестите јас што можам да ги издвојам и доста ова промена на време знае да го покачи притисокот, значи да кажеме баш тој термин метеоропати, доста често и потврдено дека промената на времето го менува и нивото на крвниот притисок, вредностите одат горе. Да. Може да направиме поделба на примарен и секундарен може така. Висок крвен притисок Так. или хипертензија, што Так. значи едниот, што другиот? 95% од случаевите се примарна есенцијална хипертензија кога нема единечна причина за настанување. Значи тоа е најчесто, да кажеме, врзано, како што кажеме, со тие ризик фактори претходно во емисијата, секундарната како резултат на некој друго органско заболување. Дали е тоа бубрежна болест, дали е тоа некое заболување на надбубрежната жлезда, потоа може да е некој тумор, значи низа на заболувања кои што довеле до појава на хипертензија, затоа викаме секундарна. Се јавува како значи втора причина, првичната причина некој друго органско заболување. Баш на таа примарна и секундарна е примарна, мислам иницијалната поделба. Дали често кај оние кои што имаат висок крвен притисок присутни се и високи вредности на мастите, па полека веќе покачување на вредностите и на шеќерот? Така. Одат ли заедно, комбинирано? Па одат заедно, така. Што, како што кажувате, ова делото и метаболен синдром кој што е веќе во една епидемија во денешницата. Висок крвен притисок, нарушени масноти, особено покачен лош холестерол, покачени триглицериди, нарушена гликемија, сето тоа придонесува, да кажам, за побрзо прогресирање на оваа состојба, така да убаво да се направат лабораториските анализи, да се направи, да кажеме, и ЕКГ, чисто да се види моменталната активност на срцето, еден иницијален третман и проценк од матичниот лекар, за да знаеме каде води понатамошниот ток на настани. Да. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Јас имам едно прашање до докторот. Имам 77 години, терапија користам копредница од 8, дипресо и навечер пијам пинок од 10. Меѓутоа, високиот притисок секогаш ми е висок мене, а другиот ми е низок. Причината не знам што е. И јас чувствувам за тој притисок само усите мене ми излизат. Ми работат како срцето што ми работи, така ги осеќам усите. Звукот на усите. А на колку време правите контрола да одите кај матичниот лекар и еве овие, да речеме, информации и податоци кои што нам ни ги кажавте и до доктор Веле ги упативте, дали се консултирате со вашиот матичен лекар? Да, ама ништо ми викат годините се го прашање. Годините, а? Добро, ви благодариме за јавувањето. Еве веднаш сега ќе слушнете. Ели со годините ваква состојба очекувано ли е? И многу од пациентите знаат да кажат, па јас толку години имам, логично и нормално е да имам толкави вредности на притисокот. Убаво кажавте, мислам 77 години или жена, со текот на годините и над 140 и над 90 веќе за таа возрастна граница и е нормално. Убава терапија, пациентката кажа, мислам, не е застарена терапија, спомна дека зема периндоприл со диуретик, значи терапијата соодветно навечер исто зема убав лек, дозата не ја кажа, така да ќе кажеме дека возраста си го прави своето, редовни контроли, ако е нели над 150 веќе и над 100, ќе си оди на лекар да се промени терапијата. Терапијата, што ја каже, навистина коректна. Само дозите нели се исто така менливи. Треба да се прави редовна контрола за да се
на некој начин регулираат вредностите складно со дозите складно со вредностите. Да, ако некогаш состојбата е поинаква од претходно, можеби и почести контроли, прегледи и посета на матичниот лекар. Сега така. Да. Иницијално, нели, ако примерно се диагностицираат, следењето на 1 до 3 месеци, понатака на 3 до 6 месеци. Убаво да се следи, нели, артериската хипертензија и да се прават лабораториски анализи, значи липиден профил и пациентката годините, сепак факторот возраст тука игра голема улога. Да. Така да и тоа исто ќе го спомнеме како знак, како симптоми, да го кажеме, тинитус, зуењето во ушите доста често е, да кажеме, присутен симптом кај пациентите. Да. Имаме уште еден гледач, пред да погледнеме и блок реклами. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Ви посакувам убав ден. Ви благодариме и ние исто вам. Јас лани СНС-ка правев анализа, крвна анализа и дека се окей, као наводно се е нормала. Сега за моите години имам 84. Меѓутоа сум многу витална, така да годините не се гледат, не се познаваат. Браво, одлично. Меѓутоа, значи, мене многу ми игра притисокот. Стално ми беше низок. Меѓутоа, толку многу почна некако да ми се качува до 180 и 90 со 110. Тоа ми се случи јас кога мерев така во еден. Ми беше многу лошо, ми се повраќаше. Имам плитко дишење, не можам длабоко да се издишам често. И пулсот знае да се качи исто 150, дали притисокот и пулсот заедно по 150 може да биде. Сега јас пијам само верапамил сабајло 40 и навечер верапамило 40. Тоа е се што пијам од ова, мислам, медикаментите. Сум била на кардиолози, да речеме, сега да речем пред короната и така, не се мешам многу во ова време. Само еден лекар ми рече дека наводно не ми се затварал еден зависток, така нешто пропуштал. Дали тоа може да биде нешто као причина? Последно сега пред неколку дена такви болки има од едно уво до друго уво како страшно нешто. Како да пола глава ке ми се откачи и под градите иста таква болка. И многу долго ме држеше, се напив искрено, јас B6 ајде да се смирам, па мислев дека нешто да не бев возбудена ништо во тој, али може би на промени на времето кај мене се манифестира повеќе, меѓутоа ме загрижува што вака ми се почесто случува, поготово пулсот од мирно седење, ќе почне нешто да ме вознемирува. Ви благодариме, убаво и обширно ни објаснивте. Да, ќе погледнеме блок реклами и веднаш по рекламите, затоа останете со нас до самиот крај, ќе го слушнете советот и препораката. Веднаш по рекламите да го дадеме советот до гледачката. 84 годишна пациентка која што е само на двојна терапија верапамил, не ја знаеме дозата, спомна морфолошко нарушување на срцевите залистоци, значи пациентката да се јави на кардиолог, бидејќи спомна не била на кардиолог од пред пандемијата, тоа се пред сигурно 2020, 5-6 години, така. Значи тоа е голем временски интервал. Промена на терапија, значи за таа возраст сепак мора да имаме малце по-добра терапија, посеопфатна терапија, комбинација двојна, тројна, ќе одлучи сепак нејзиниот матичен лекар. Витаминската терапија е добра, но тука веќе мора да се оди со медикаментозен третман на хипертензијата, значи да се јави на матичен лекар, да се направи лабораторија, да се промени терапијата и да се упати пациентката на интернист или кардиолог. Значи тоа е еден краток совет до самата пациентка. И да продолжи да биде витална, активна, како што и досега веројатно тоа го прави за да ја задржи виталност. Телото старе, колку ние да сме витални, тоа е процес, физиолошки процес е старењето. Така. Бидејќи уште малку ни останува време до крајот на емисијата, рековме како се поставува дијагнозата, кои се основните испитувања кои што кај матичниот лекар се прават, кои се дополнителните кога ќе направите проценка за тој кардиоваскуларен ризик и треба да се препрати на секундарно ниво. Како во која категорија се делат пациентите според тој кардиоваскуларен ризик? Параметрите ги спомнавте претходно: возраст, пол, стаж на пушење, ниво на лош холестерол, дали е диабетичар. Значи тие параметри се пресметува ризик и се дели пациентот дали има низок ризик, умерен ризик, висок ризик или многу висок кардиоваскуларен ризик. Македонија спаѓа во земјите искрено со
висок кардиоваскуларен ризик. На мапата која ќе се види, тоа е веќе црвената зона, така да тоа не е параметар како нашето население живее. Колку му е свеста за овој здравствен проблем на едно ниско занемарувачко ниво. Така да почести контроли, поголема контрола на животниот стил, топла препорака до сите пациенти, значи да се зима терапијата редовно, да се оди на контроли, да се менува таа терапија, и онака како што треба и е препорачено од адхерентноста, значи како што рековме, дозата, времето и начинот на земање, особено тоа е голем пропуст ако се пропушти терапијата и после тоа да настанат последици кои што навистина може да чинат и живот. А за прекинување на терапијата воопшто да не зборуваме, така тоа не смееме ни да помислиме сами на своја рака да ја секако. Тоа е голем прекинеме ако почувствуваме дека сега притисокот и мерејќи го си дошол во некои нормални граници. Значи да се зема терапијата и ако притисокот се намалува, нели повеќе од очекуваното, да се намали дозата или да се промени лекот. Тоа го одлучува лекар, здравствен работник, а пациентот само иницијативно тоа да не го прави. Да. Имаме уште еден гледач пред самиот крај, ве слушаме и вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Видите, јас сакам да прашам за притисокот ми е висок на мене одамна, 40 години сме. Обично ми беше, да речеме 130 со 80. Секогаш беше 80, 160 со 80, 180 со 80. Сега приемам нова терапија и од пред 2 години. Немам веќе 180, него со 154, со 160, со 54, со 60, со 65, со од 58 до 65. Ми се нискиот, тај долниот притисок. Срцето ми е од 56 до 66. Добро, ви благодариме. Тај, како го викат пистолен ли како, тај ми е многу низок веќе, дали уред да е така низок. Да, убаво ве слушнавме и ве разбравме и ве сега ќе слушнете. Да, вредностите и на нискиот, тој долниот. Па искрено и според препораките и треба притисокот да биде под 120 и под 80. Че пациентката да не се плаши, тоа мислам подобро да има понизок притисок отколку да биде над 80, да не се плаши. И пулсот е во коректни граници, мислам. Веројатно сакаше да каже дека горниот е 160 некогаш, 150, а долниот е 55-60. Може толкова разлика или повторно треба нешто дополнително да се иследи и да се испита? Треба да се направи ехо на срце, треба да се направи ЕКГ, треба да се направи промена можеби на терапијата, сепак коморбидитетите, штитна жлезда, бубрези, диабетес, сето тоа си влијае. И да не се плаши, мислам секако, јас ја разбрав дека и оди притисокот под 120 и под 80, така да малце нејасно беше фонија имаше. Да, на почетокот не разбравме убаво, ама мислам да дека конкретно прашањето и беше дека горниот е висок, а долниот е многу нисок. Сепак подетелни исследувања на секундарно и терцијерно ниво. Да. На крај пораката до сите нас да не дозволиме овој тивок ризик или тивок убиец да влие на нашето здравје. Како? Да не го затишуваме, да го ставиме да си прозбори и да го од кога ќе прозбори веќе да си го замолчиме со тоа што ќе одиме на лекар, ќе си следиме, значи да го превенираме овој ризик фактор. Затоа викам модифицирачки. Пациентите да се јават на лекар, да го преземат првиот чекор и понатака ќе течат работите како што треба. Значи да не се плашат. Стравот, нели нека го побијат и да се јават на лекар, да се преземат после мислам че корите за бидејќи има и одлични терапии. Има одлични терапии, особено во денешно време, и на позитивната листа има одлични терапии, ќе се направи добра комбинација на лекови која што ќе делува. Затоа викаме индивидуализиран пристап на пациентите, односно холистички пристап. Да. Благодарам доктор Веле за гостувањето. Благодарам јас на вам. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав ден, убав викенд. Се гледаме повторно во понеделник со ново издание на Фактор здравје.